Фатени се региони, значи на цела Македонија, главно Велес, Кумано, Скопје, Кочани, Прилеп, Штип, Јосифово, Валандово, Тетово, Струмица и така. Целите на здруженијето, значи идеме како? Подобра цена на прасето, поголема субвенција. Значи, добриот производ ние секогаш го пласираме од дома, не го пласираме на пазар. Значи, да помогне исто така, значи, веќе се остварени контакти со здруженија од Србија, Хрватска, Словенија и Романија. Се надеваме на ако запре коронава, на есен да се направи мал вид на Балканијада, односно Југославија мало што се вика тоа, да присуствуваат 10 до 20 члена од секоја држава и да почне кругот од нас и секоја година да си се дружиме, да разменуваме вака. Исто така, значи, би сакал целта на здруженијето, значи, да го представи заедништвото меѓу малиот фармер. Секој проблем што го има, здруженијето да застане позади малиот фармер. Поточно, дали, например, има проблеми кога се поднесуваат субвенции или кога се зема од репроцентрите при плодни грла, дали било мајки или нерези. Значи, во принцип, исто така целта и да го разбудиме, да ја разбудиме совеста на купувачот дека постои малиот фармер. А со тоа ние сакаме, например, да го следна точка што ќе ни биде, се надевам во брз рок тоа, да се брендира секоја кланица, месара, кафана што ги користи нашите производи. Значи, ние идеме со целта од фарма до трпеза. И исто така, целта на здруженијето, почетокот, значи, кога беше, како ти малиот да го направиш голем. Значи, пред се ти мора малиот да го едуцираш на кој начин и како да оди таа работа. Здруженијето брои моментално 42 члена. 42 члена, моменталната бројка на маторици што имаме варира од 2700 до 3000 маторици. Тоа е сума сумару земено, значи на годишно ниво здруженијето произведува од 55.000 до 60.000 товеници, што не е мала бројка. По мои сознанија, мислам дека малите фарми во Македонија покриваат околу 40 до 45% со свинското месо. Значи, тоа не е мала бројка. Пред се, моменталната ситуација што е со афричка свинска чума, мора да ни помогне Агенцијата за храна и ветерина. Значи, мора да има некој локдаун на пазарите минимум година до 2, зашто за оваа болест нема ни терапирање, ни вакцина. Значи, мора Агенцијата за храна и ветерина да помине овие што се прекупци, трговци, народски кажано џамбази, значи да го заустави. Зашто знаете како вирусот е нешто налик на корона, се шири лесно и брзо, а после тоа ако дојде до фармата, рачунете дека 6 месеци ставате клjuč на врата и 3 километра све околу вас треба да биде уништено. Значи, мора да се свати работата многу посериозно. Во глобала од нашите фарми, значи, да не кажам 100%, 99% се почитуваат биосигурносните мерки. Значи, запазени се како, например, да кажеме, значи, оградување на фармата, гробница на прасиња, значи, забранет пристап на други, освен тие што работат во фармата, значи, да нема животни на 5 километра од, освен свињите што се викаат. И во глобала е тоа. Од МЗШФ, значи, ние очекуваме, како здружение, пред се, проблемите што ги има, значи ти како индивидуалец ништо не можеш да направиш, додека кога стои здруженијето пози тебе 40-50 души, не е битно што се вика. Значи, проблемот да имаме некој во
да имаме некој во МЗШФ, што на пример ако касни некоја документација, тоа да може да сега жаргонски ќе се изразам, значи да може да се среди каде, што фали, како фали. Друга работа, исто така со ова што се ИПАРД фондовите, нели, што се дават, да може да се потпише договор, значи со некоја агенција што соработува со нив, да може да ни ги припрема документите и све што ни е потребно околу тоа, зашто сам индивидуалец ти не можеш ништо да направиш. Вака кога ќе ти стои некоја агенција на располагање, е многу друга приказната. Знаете како, јас се надевам дека после одреден период, некое време, ја би сакал Сдруженијето да биде една успешна приказна, каде што секој ќе биде горд и ќе му биде убаво да каже дека членува во нашето здружение. Се надевам дека ќе имаме придобивки во многу скоро време.